На прв поглед, Родос изгледа како уште една медитеранска разгледница. Сонце што се прелева врз камените улици, мирис на сол во воздухот и туристи што бавно се губат меѓу старите ѕидини. Името на островот Родос е обкружено со една од најубавите антички легенди во Егеот. Името островот го добил по старогрчкиот збор рода, што значи рози. Символиката била таа што на островот имало многу диви рози. Според другата легенда, богот на сонцето Хелиос се влюбил во нимфата Рода, која живеела на островот. Легендата за Родос и денес се раскажува како увертира на богатата историја на овој остров. На северниот дел од островот се наоѓа градот Родос, музеј под отворено небо, еден од најдобро зачуваните средновековни градови во Европа. Доволно е само неколку чекори да направите низ стариот град, за да сватите дека овде времето не поминало, туку се натоложило. Овде секој камен раскажува приказна стара со векови, од антиката преку витезите до современиот туризам. Родос не е само дестинација, туку жива хроника, затоа што времето овде не поминува, туку останува. Приказната започнува многу пред модерниот туризам. Според митологијата, островот му бил подарен на богот на сонцето Хелиос, кој толку се воодушевил од него што го благословил со светлина што не згаснува. Но најголемиот символ на таа епоха е колосот од Родос, едно од 7 светски чуда, изградени во чест на Хелиос, заштитникот на островот. Овде на пристаништето Мандраки, колосот бил гигант за своето време, една од највисоките статуи во античкиот свет. Замислете, бродови влегуваат во пристаништето, а над нив се издига бронзен бог висок како 10-катница. Често се прикажува како стои со расширени нозе над пристаништето, но историчарите сметаат дека тоа е мит. Таква конструкција би била нестабилна за тогашната технологија. Иако изградбата траела 12 години, статуата стоела само околу 6 децении пред да биде уништена од земјотрес. Дури и паднат, огромните делови лежеле на земјата со векови и привлекувале посетители од целиот антички свет. Според легендите, остатоците биле продадени и однесени со стотици камени. Многумина сметаат дека статуата на слободата е модерна верзија инспирирана од колосот. Денес, на местото на колосот се поставени два бронзени елени, кои што се заштитен знак на островот. Едниот е мажјак, а другата е женка. Во тоа време, Родос бил центар на трговија, култура и право. Овде се создавале правила за морепловство, што ќе влијаат врз целиот антички свет. Ако антиката му дала слава, средниот век му дал карактер. Со доаѓањето на витезите од редот на Свети Јован, мокен воено-религиозен ред, кој го контролирал островот речиси 2 века, станува една од најмоќните тврдини на Медитеранот. Во срцето на средновековниот град, на најдоминантниот дел, се издига палатата на големиот мајстор, изградена во 14 век, символ на моќта и сведок на времињата кога одлуките донесени зад затворени врати го менувале текот на историјата. Ова не е само палата, туку и утврден град во мало, изграден да издржи напади, опсади, но и да му се спротистави на времето. Палатата има над 150 простории, секоја со конкретна функција, од воени совети до церемонии, а некои од нив се користеле како затвор. Била резиденција на големиот мајстор, кој не бил само водач, туку човек со апсолутна моќ, кој управувал со островот, командувал со војската и бил духовен лидер. После османлиското освојување во 1522 година и долгомесечната опсада од страна на Сулејман Величествениот, објектот бил сериозно оштетен и делумно напуштен. Но заради храброста на витезите им било дозволено достоинствено да се повлечат. Жан Паризо де ла Валет, млад витез кој го преживел падот на Родос, подоцна создава нова тврдина на Медитеранот на островот Малта, чие име го носи главниот град – Валета или градот на Валет. Во 20 век, за време на италијанската власт,
Целата палата била реконструирана во монументален стил. Била официјална резиденција на Мусолини, но иако тој ретко доаѓал тука, палатата била символ на моќ и пропаганда. Ова значи дека денешниот изглед не е 100% оригинален, туку комбинација од средновековие и модерна интерпретација. Денес, локацијата често се користи за снимање филмови и документарци. Ова улица е иста како пред 600 години. Камените ѕидови и готските фасади не се само архитектура, туку тие се стратегија, опстанок и одбрана. Витежите биле организирани по различни нации. Италијанци, французи, германци. И тие сите живееле во различни улици на островот, но имале една и заедничка цел – да го зачуваат и одбранат островот. Со османлиската власт, островот добива нов ритам. Камбаните не замолкнуваат, но покрај нив се слуша и повекот на муезинот. Џамиите, ориенталните детали и мирисот на зачини создаваат сосема нов слој во идентитетот на Родос. Но наместо судир се случува тивко преплетување. Ова е период кога островот станува мост помеѓу различни култури, религии и светови. Во 20 век Родос преминува под италијанска власт. Наместо да го избришат минатото, италијаните го обликуваат. Градат нови згради, обновуваат стари, внесуваат ред и симетрија. Островот добива европски изглед, но ја задржува својата душа. Палатата на големиот мајстор повторно оживува, подготвена за владетели што никогаш нема да дојдат. По капитулацијата на Италија, островот го презема нацистичка Германија. Една од најтешките приказни е судбината на еврејската заедница, која со векови живеела на островот. Незиното исчезнување оставила трага и една голема тишина која може да се почувствува и до ден денешен. Во нивна чест, овој плоштад е посветен на еврејските маченици. Не биле поштедени ниту христијанските објекти, огромно религиозно, но и културно-историско значење. Покрај световни објекти, во стариот град постојат мноштво и на сакрални објекти. Најимпозантна е црквата на Пресвета Богородица од Бург, изградена во 14 век, а срушена за време на Втората светска војна со бомбардирањето на островот Родос. Иако без кров, е една од најфотографираните места во стариот град, а се користи и како отворена сцена за најразлични културни манифестации. По војната Родос станува дел од Грција и конечно наоѓа мир. Животот се враќа, кафулињата се полнат, улиците повторно дишат, но островот не заборава. На возвишението над Родос се наоѓаат две впечатливи градби: античкиот стадион и храмот на богот Аполон, каде историјата и митологијата се спојуваат во ист пејсаж. Стадионот бил место во хеленистичкиот период каде се одржувале најразлични спортски активности и други свечени манифестации, а воедно бил символ на телесна дисциплина и спортска активност во времето на античкото општество. Неговата издолжена форма и денес јасно ја открива организацијата на тогашниот јавен живот. Само неколку чекори подалеку, храмот посветен на богот Аполон стоел како духовен центар на градот, каде се принесувале жртви и молитви за светлина, хармонија и заштита. И денес, помеѓу урнатините и тишината, ова место носи посебна романтика, како се уште да се слуша одекот од трчањето по стадионот и тивките молитви кон богот на светлината. На источниот брег на Родос, каде сонцето се спушта побавно, се наоѓа Линдос, бело село што изгледа како да е нацртано меѓу небото и морето. Тесните улички се како приказни без крај. Секој свиок носи нов поглед, нова тишина, нова светлина. Белите куќи се прилепени една до друга, како да се држат за да не ги однесе ветерот на времето. По целото, морето не е само вода, туку огледало на небото. Тиркизно, мирно и речиси нереално, како да не припаѓа на овој свет, туку да припаѓа на некој сон, кој што трае предолго за да го заборавиш. Во центарот нема автомобили, а транспортот се одвива со магариња. Ова е уште една омилена локација за снимање на филмови.
Над сето тоа се издига Акрополот, како камен брод закотвен во времето. Место каде боговите, витезите и историјата се среќаваат на иста линија, линијата меѓу небото и морето. Тамо на врвот. Времето не брза. Античките столбови стојат тивко, непроменети, како да го наблюдуваат морето кое се менува, а тие остануваат исти. Храмот е посветен на божицата Атина Линдиска, чии остатоци се видливи и денес. Има и утврдување од античкиот, римскиот и средновековниот период, кои дополнително ги зајакнале витезите, што и дало и воено-стратешко значење. Денес Акрополот нуди еден од најимпресивните погледи кон морето и представува символ над историјата што живее над времето. Се наоѓа на карпа на височина од 116 метри над морето, а туристите пристигнуваат пеш или качени на магариња. Во непосредна близина е малиот, но спектакуларен залив Свети Павле со кристално чиста вода. Според легендата, токму овде пристига Свети апостол Павле. Мала, а речиси совршено обликувана плажа со смарагна боја на водата над која се издига Акрополата Линдос. Една од најфотографираните плажи и е многу популарна за венчавки. Често се опишува како природен базен. Заливот е тиво крај, каде морето шепоти легенди, а секој залез изгледа како нежна молитва на светлината врз водата. Од другата страна, сместена во живописен залив, плажата Линдос важи за едно од најубавите и најпосетени места на островот Родос. Позната е по кристално чистото тиркизно море, ситниот златен песок и мирната вода. Над плажата се издигаат белите куќи на Линдос, распоредени по ридот во традиционален егејски стил, додека на самиот врв доминира античката Акропола, еден од најзначајните историски символи на островот. На само 25 километри јужно се наоѓа можеби најнеобичното место на светот, долината на пеперутките, каде шумата во лето буквално оживува под илјадници крилја. Долината е позната по појавата на големите групи на тигрести пеперутки кои се собираат таму во топлите месеци, привлечени од влагата и специфичната микроклима. Интересно е што овие пеперутки не доаѓаат за храна, туку за одмор. И затоа целата долина станува тивка, зона на мирување. И секој шум или силно движење може да ги вознемири и да ги натера да одлетаа. Пеперутките воопшто не се локални жители. Тие мигрираат и го користат ова место како природно климатско засолниште, што го прави феномен кој се случува само еднаш годишно и трае краток период. Долината е исполнета со смола од дрвјата, што ги привлекува пеперутките да бидат овде. Постои правило за тишина, за да не се наруши екосистемот. Популацијата варира секоја година. Долината на пеперутките не е само природна атракција, таа е краткотраен, речиси интимен спектакл на природата. Овде човекот не е главен лик, овде се учи да се молчи. Изворите Калитеа се едно од најелегантните и историски најбогати места на Родос, спој на природна убавина, архитектура и традиција што датира со векови. Сместени покрај морето, овие извори некојаш биле прочуени по своите лековити својства, привлекувајќи посетители од целиот Медитеран. Името потекнува од грчките зборови кали, што значи убав, и теа поглед. Па дојдете да видиме колку убав поглед има овде. Ова име сосема соодветствува на местото. Извори сместени покрај морето, обкружени со природна и архитектура што нуди навистина впечатливи панорами кон Егејското море. Уште од античко време, локацијата била ценета не само поради водата, туку и поради незината положба и визуелна убавина. Комплексот кој што денес го гледаме е целосно обновен, но ја задржува оригиналната италијанска архитектура од почетокот на 20 век, со бели ротонди, мозаици и арки, што создаваат чувство како да си во некоја стара филмска сцена. Просторот зрачи со мир и софистицираност, далеку од гужвите на туристичките центри. Освен што е туристичка атракција, Калитеа извори
се и популарна дестинација за венчавки, настани, филмски снимања, токму поради нивната уникатна естетика и романтична атмосфера. Самото име Калитеа не е случајно. Тоа е опис на доживувањето што го нуди местото, хармонија меѓу природата, морето и погледот што останува во сеќавање. На самиот северен крај на островот се наоѓа една дискретна, но мощна и интересна научна станица, позната како аквариум. Изградена во 30-тите години од минатиот век, во времето кога островот бил под италијанска управа, оваа зграда првично била замислена како истражувачки центар за морскиот свет на Егејот. Денес таа ја комбинира науката со туризмот и нуди редок увид на подводниот свет на Медитеранот. Во незините мали, но внимателно уредени аквариуми може да се видат октоподи, морски желки, ракови и разновидни риби кои се дел од локалниот екосистем. Иако си на суво изгледа како да си под вода, целиот аквариум е направен како една огромна морска пештера. Водата во аквариумите доаѓа директно од морето. Аквариумите не се вештачки, туку се природни, со природна морска вода. Она што го прави ова место посебно е фактот што многу од примероците не се донесени од далечните океани, туку се дел од природата што буквално го обкружува островот. Овде позади мене е рибата гизани, која е ендемски вид и е заштитена со европски закон. Дел од морските жители се спасени од рибарски мрежи или пронајдени повредени, па токму овде добиваат втор живот пред повторно да бидат вратени во морето. Овде има нешто навистина необично. Во музеот има скелет од фока кој бил стар 2000 години, кој бил закопан како човек, што покажува колку се почитувале животните во античкото време. Иако не е голем и спектакуларен океанариум, токму неговата скромност и автентичност го прават ова место интересно, тивок агол на Родос, каде морето се раскажува одблизу, зад стакло. Пред да започнеме со елаборација на плажите на Родос, кој за волја на вистината ги има во изобилие, а и некои други останати куриозитети, ве водиме на стартната позиција од каде започнува се. Се наоѓаме на најсеверната точка на островот. Позади мене е популарното турско летувалиште Мармарис. Од западната страна е Егејското море, од источната страна е Средоземното море. Овде се спојуваат двете мориња. Во непосредна близина на аквариумот е градската плажа Ели. Тоа е едно од најважните и најпрепознатливи места на островот. Поради својата локација, таа е лесно достапна и постојано пулсира со живот. Она што ја прави посебна е незиниот двоен карактер. Од една страна, водата е помирна и идеална за пливање и релаксација, додека од другата, брановите носат поенергична атмосфера. Овој природен контраст ви дава на плажата уникатно чувство, како да имате две различни искуства на едно исто место. Ели е целосно уредена плажа, со лежалки, чадори, барови и ресторани, каде музиката и летната атмосфера создаваат чувство на постојан одмор. Особено популарна е меѓу младите, но и меѓу локалците, кои често ја избираат токму поради незината близина до градот и живата енергија. Една од најпрепознатливите символи на плажата е малата скокалница, поставена во морето. Едноставна, но привлечна атракција која ги собира посетителите во ред за скок и притоа буди чувство на радост и адреналин. Веднаш до плажата е легендарниот хотел Алберго де ла Розе или Гранд хотел на Розите, во кој се наоѓа едно од најпознатите казина на Медитеранот, Казино Родос. Казиното започнало со работа уште од 1929 година, а било наменето за богатата европска елита. Уште од тоа време тука доаѓале аристократи, дипломати и милионери од целиот свет. Интересен факт е што ова е единственото казино во Грција кое работи во објект што истовремено е и историски споменик, а денес представува една од символичните точки на модерниот Родос. Плажите на Родос се како различни лица на иста приказна, секој со свој ритам, боја и чувство. На источната страна морето е мирно и топло, како создадено за долги безгрижни денови,
додека западниот брег е поразигран, со ветрови што го прават идеален за авантура и сурфање. Меѓу највпечатливите е Прасониси, јужната точка каде што се сретнуваат две мориња, Егејското и Средоземното. Овој природен феномен создава ретка и фасцинантна слика. Од едната страна водата е немирна и брановита, од другата мирна и тивка, како да гледаш два различни светови разделени со тенка песочна линија. Во текот на летото, кога нивото на морето се повлекува, се појавува долг песочен премин што го поврзува островот со малото полуостровче Прасониси. Токму тука, посетителите можат буквално да застанат меѓу две мориња, со ветар што доаѓа од двете страни и создава чувство на слобода и бескрајност. Прасониси не е само географска точка, тоа е доживување. Место каде што природата ја покажува својата моќ и убавина на едноставен, но впечатлив начин. Заливот на Ентони Квин е едно од најживописните и најромантични места на островот Родос. Мала, скриена увала со тиркизна вода што изгледа како да е извадена од разгледница. Обкружена со карпести ридови, обрасната со борови, заливот има посебна, речиси филмска атмосфера. Името го добива од легендарниот актер Ентони Квин, познат по филмот Гркот Зорба. Токму на ова место се снимени делови од филмот Топовите од Навароне. Воодушевен од уникатноста на местото, тој посакал да го купи и да го претвори во уметничка галерија. Но идејата никогаш не се реализирала. Сепак, неговото име за секојаш останало поврзано со овој уникатен залив. Она што најмногу го издвојува заливот е бојата на водата. Кристално чиста, со нијанси што се менуваат од длабоко сино до смарагдно зелено. Морското дно е каменесто, што ја прави локацијата совршена за нуркање и истражување на подводниот свет. Секој поглед кон хоризонтот тука изгледа како внимателно режирана сцена. Иако е мала, плажата има силен карактер, комбинација на дивина и уреденост. Патеките што водат до неа се стрмни, но токму тоа ја зачувува незината интимност и посебност. Ентони Квин Беј не е само место за капање. Тоа е простор каде што природата и уметноста се среќаваат. Место што остава впечаток на нешто ретко и автентично, каде што секој момент изгледа како сцена што вреди да се запамети. Во непосредна близина е плажата Фалираки, една од најпознатите и најважните плажи на Родос. Долга, уредена и полна со енергија што трае од утро до доцна во ноќта. Со својот златен песок и кристално чисто море, оваа плажа е идеална за оние што сакаат комбинација од одмор и забава. Филараки не е само плажа, тоа е ритам. Место каде што секој може да го најде своето темпо и да го доживее летото на свој начин. Вистинската трансформација доаѓа навечер. Областа околу плажата се претвора во едно од најпознатите места за ноќен живот на островот. Светлата, музиката и луѓето од целиот свет му даваат на Фалираки динамика што ретко каде се доживува. Тоа е плажа со повеќе лица. Од релаксирано утро преку активен ден до возбудлива ноќ. И покрај сета таа живост, Фалираки има и потивки агли за оние што сакаат само да уживаат во звукот на брановите. Плажата Трагану се наоѓа на источниот брег на островот Родос, на околу 15 километри јужно од градот Родос, во близина на познатото туристичко место Фалираки. Оваа плажа е позната по својата мирна и опуштена атмосфера, што ја прави идеална за оние што сакаат да избегнат гужви. Наместо песок, Трагану има ситни камчиња, а морето е исклучително чисто и прозирно со тиркизна боја. Водата релативно брзо станува длабока, па е особено погодна за пливање. Една од највпечатливите карактеристики на плажата е големата пештера, сместена во северниот дел. Нуди природна сенка и специфичен амбиент. Поради каменестото дно и бистрината, местото е популарно за нуркање и истражување на подводниот свет. Трагану е делумно уредена плажа, има лежалки и чадори, но и доволно простор за посетители што сакаат по автентично, диво искуство. Пристапот е лесен со автомобил,
а има и паркинг во близина. Плажата Цамбика важи за една од најубавите и најпространи плажи на Родос. Место каде што природата изгледа широко, отворено и речиси бескрајно. Долгиот појас од златен песок и плитката топла вода ја прават идеална и за семејства, но и за оние што бараат вистинско летно уживање. Зад ова место стои и една интересна локална традиција. Манастирот над плажата се поврзува со верување за плодност, па многу жени го посетуваат со надеж и молитва. Токму таа духовна димензија му дава на просторот дополнителна длабочина покрај природната убавина. Кога сонцето ќе се скрие зад хоризонтот, Родос ја открива својата поинаква потивка магија. Камените улички нежно светкаат под топлите светла, а чекорите одекнуваат како приказни од минатото. Мирисот на морето се меша со тивката музика од малите таверни, создавајќи чувство дека времето застанало барем за миг. Ноќта овде не е само темнина, таа емоција. Островот ноќе не се гледа, тој се доживува. Кога ќе застанете над зидините и ќе погледнете кон хоризонтот, ќе видите повеќе од море, ќе видите време, слоеви што не се бришат и ќе сватите нешто едноставно. Родос не е место што се посетува. Родос е место што ве променува. И кога еднаш ќе заминете, дел од вас секогаш ќе остане овде.